Кога зборуваме за младиот кадар, Ирина, зборуваме дека некои заминуваат, се исалуваат, но има и доктори кои што не остануваат, има и психолози кои што не остануваат, новинари и така натаму. Доказ за тоа се сите овие зелени идеи, односно она што го организирате. Некако фокус ставев на зелените идеи, бидејќи најмногу сме зборувале за нив, а зелените идеи се одлични социјални бизниси за да можат младите сами да останат во Македонија и да оформат свој бизнис. Колку е тешко да се сам да создадеш мал бизнис во Македонија, гледајќи ги сите овие, затоа и физички ги донесовме за да им покажеме на гледачите дека имаме млади паметни умови кои што не се тука. И колку ги препознаваат, колку Македонија ги препознава младите умови кога се социјалните бизниси во прашање. Па мојот коментар исто ќе биде во насока на тоа дека имаме многу аномалии. Министерството за финансии и тука социјална работа, законот за социјално претприемништво го чекаме на голема врата. Мислам дека навистина ни треба една законска рамка која ќе биде и финансиски подкрепена за и жените жртви на насилство да самите се охрабрат да почнат бизнис. Имаме пример на мама Органа која што е самохрана мајка, заедно направи револуција во тој модел на работење, дека може од дома, дека може да е 4 часа во денот, жени произведуваат супстрати за цвеќење. Еден пример дека луѓето се охрабруваат и социјалното претприемништво е одговор на тоа каде има проблем, дали може преку бизнис решение да ние направиме нешто. Во Англија исто така болниците се социјални претпријатија. Зборувајќи за ергономија, јас кога отидов на работен престой во Англија, не ми дозволуваа да седнам да работам, додека компјутерот не ми е на ниво на очи, раката целосно со маусот и доле под стапалата имам она за подигнување. Че вика ќе не тужиш за оштетување, вика повреда на работно место. И ние многу докаде нивното свест, да. Тоа се тие примери, затоа спомнав Англија, затоа што дека зборуваше докторот, ја пробував да го донесам кај нас, меѓутоа и самите вработени не сакам да го користам, позгодно ми е вака. Имаме многу за работа, не се секогаш само бизнисите одговор, кревањето на свест, соработката со институција клучна за луѓето, не само младите, да имаат доверба во системот, да видат да функционира и тогаш да се охрабрат да почнат бизнис. Не е само средствата. Ние како пазар сме толку мали, што еве сега ние како Арно работиме на нов тренд, веќе не ги викаме ни зелени и социјални претпријатија, ги викаме импакт претпријатија, затоа што со самото своје постоење тие прават некакво добро во општеството. И сега каде се менува целиот наратив, она што ние чекаме на помош, не викам дека не треба да постои филантропија, корпоративна поддршка, финансија од државата, меѓутоа се отвари една нова арена за инвестиции од инвеститори, од бизнес ангели, кои што можат да си дозволат да инвестираат ризичен капитал, не знаат дали ќе им се врати. Меѓутоа, друга страна, ги подготвуваме и нашите импакт претпријатија да можат да абсорбираат таков капитал, да го вратат, не само да се учат на гранти кога ќе заврши проектот, поднесов извештај, листа на учесници, колку обуки имало и тука да застане се. Застане туку да продолжи, да биде одржливо. Бизнеси кои што ќе бидат изворни, направени од самите групи кои што сете на некаква маргина на општеството, меѓутоа ни требаат и партнери, не се само бизнес ангелите, не се само корпорациите или индивидуалните донации, кои што еднаш за Нова година или за 8 март ќе купат производ, не треба овие импакт претпријатија да влезат во синџирот на набавки. Во циркуларна економија тоа е веќе очигледно, имаме многу закони, нажалост се повеќе ограничувачки него што возможуваат соработка, меѓутоа мотивациони. Така. Отпад од една индустрија може да е, тоа се вика индустријска симбиоза, ресурс за работа на одредено социјално претпријатие. И ние имаме многу за работа, меѓутоа многу често граѓанските организации, слушајќи Елена, слушам кој терет го имаме на себе и работиме работата на државата. Постои придвижување, постои иницијативи за соработки, сето тоа се мали бебешки чекорчиња. Тоа сега така да кажам. Меѓутоа имаме сигнали за почеток, еве апел до подобро него ли да се стои. Така. Како помош, како полека. Институциите да се отворат за соработка повеќе со граѓанскиот сектор, навистина имаме и знаење, не е дека само се бараат финанси. Некогаш доволно е простор бесплатен да се обезбеди, не само за шелтри, за канцелари, ние сме пикнати во канцелари, плаќаме месечни кири на приватни сопственици, а зјаат простори. Значи, неискористен во Косово, само има еден многу убав пример, поранешна електрана,
ја даваат на млади, Така. термоки станува наше МКЦ, значи место за концерти, работилници, бувљаци, урбана градина, А од друга сето од страна, па напуштен вие ќе го простор. одржувате тој простор Така е. наместо да групање. Така, еве центри за поправка, ние имаме амбиција во секоја општина и понатаму и надвор да се направат како сервиси за граѓаните. И жени да учат вештини, може да шијат уште, да добијат обука сертифицирана, тоа е Можете амбицијата. велосипеди да поправаат жени. Така. Апсолутно не мора жените само да шијат. Електрични Многу работи ситни може да апарати. направат. Да, секоја Идејата зашто не е е во вешта. секоја општина да Да. има различна тематска, една да е за шиење, една да е за велосипеди, друга може да е устрење за ножеви. Нешто Слушајќи што вака, мислам дека одлична соработка помеѓу шелтер центрите со Арно. сакаме да ве Жените- побараме за да, можност да да, видат да аплицирате на некој од фондовите Да. кои што ги најавуваме, каде што сериозно во центарот на бизнис моделот треба да се корисниците. Затоа што има и многу флиртување, има хипокризија. Ќе направиме Добро, бизнис добро, модел со да. жени ромки, чистат станови, ќе речат дека сме социјално предпријатие. Не може. Треба да се види управувачка структура, внатре односите какви се, дали има фер третман, не само моделот вработуваме лица од маргинални, Така. по дефиниција не, тоа е демократски начин на водење на Но добро, и овие тука се гледа на предпријатија. мерата. Се гледаат на Но мерата. затоа да, председателка да. на Арно и основачка, има искуство, прошетана е низ сите можни светски метрополи, ги е. знае примерите и може да ги Така. воведе во Македонија. Да биде за опште добро. Заедно за убаво како што е името. Така, и од долу нагоре да се мобилизираме и сите ние, затоа што имаме прекрасни луѓе во државата, прекрасни. Така, да. Навистина кои што И со имаат одлични иницијатива и идеи, желба. иницијатива, мотив, ни треба за иновации, мрежување така, да. и некоја поддршка, не секогаш е финансиска. Еве, ние многу често гледаме обични средби, најавуваме, еве сега ќе ги правиме Impact for Breakfast, се викаат, формати каде што самите социјални предпријатија си кажуваат како успеа да увезеш делови од Кина. Како успеа да излезеш на тој пазар? Која ти е ценовната? Самото искуство меѓу себе кога ќе го споделиме, Мрежувањето кога ќе го има, да. веќе е некаков капитал и друга стартна точка, значи не секогаш се само финансиите, доволно е малку да сме И солидарни. информациите, идејата е некојаш многу важна. Така. Ирина, една, ако треба да издвоите мерка што државата треба да ја воведе веднаш за помош и поддршка на социјалното предприемништво, што би било тоа? Еве, шетајќи низ сите тие светски метрополи кои што ги споменавме, позитивни примери, што би можеле тука да воведеме кај нас? Законот, кој што веќе беше поставен на ЕНАР, дадовме коментари, во ред, една како рамка, имаме навистено дадено коментари кои што се конструктивни, разбираме дека и државата и нема голем буџет, меѓутоа да се зголеми буџетот и што побрзо да се донесе, за да можат социјалните предпријатија да бидат препознаени. Ние во моментов имаме ситуација во дел на Закон за јавни набавки, има член дека и општините можат да набавуваат од социјални предпријатија. Меѓутоа, затоа што немаме дефиниција кој и што е социјално предпријатие, Така. тој член не се користи. Меѓутоа, еве во примерите во другите земји, во Полска, општините, например, користат хортикултурни услуги од самите предпријатија. Чисто за илустрација, во минатото социјално предпријатие во Македонија беше и Дризово, каде што самите затвореници, луѓето лишени од слобода, произведува кисело млеко. Јас бев многу мала, но се сеќавам на тоа. Такви едни мерки, една политичка волја, заедно со отворување на целата дискусија и за инвеститори, за приватен сектор, мислам дека е нешто што може да ни донесе навистина плюс и во насока на Скопје 2028 креативните индустрии навистина може да станат дел од оваа цела рамка за социјално предприемништво, да се смислат активности за Останува да туристи. продолжиме свој разговор и во некоја наредна емисија, бевте Задоволство. одлични гости. Да. Верче одлични теми имавме. Да, ја мислам и јас И останува навистина да убаво се се благодарим. поминам, се надам дека нашите гости Прекрасно. Се гледаме повторно, исто во Здраво Македонија, имаме уште многу теми да зборуваме со вас. Ви благодарим.